druge, може пак јарно прави. Ами, како да не, сигурно биле некои големци, некои функционери што ми исто пориле овдека. Офлеле. И овде ги имало. Чека да видам што пишува. Ке се емитувале драми во нивна чест. Туку ај. Јас да си легнам, денеска се скапа в работа. А да го искористам и сонцево да си ги стоплам коските. Болен ми лежи, болен, болен, болен. Татко, да не ти пречи сонцево? Сергей, кажи, татко. Остави, Што да оставам? остави го сонцето, синко мој. Да ме грее уште малку. Јас си мислев да не завениш во сон. Остави го сонцето. Затоа што таму каде што ќе одам, Никаде нема да одиш. остави го сонцето. Затоа што таму каде што ќе одам, милиарди години ќе биде само мрак. Ти ќе оздравиш. Јас не те пуштам никаде да одиш. Дали дојдва луѓето? Кои луѓе? Никој нема. Сами сме. Не ги. Ги гледам. Наредени се пред сонцето. Пушти ги нека влезе. Господе, што гледаш се од небото, испрати сон за сите страдни очи. Пушти ги. Ти реков пушти ги. Нека влезат. Болен ми лежи, болен, болен, болен. Значи така, господине Висирко, ти заминуваш и никому не кажуваш? И како ти одиш таму кај што си тргнал? Со празни раце? Кога ќе стигнеш кај Господа и тој бара документи, ќе ти речи, дај ми го документот да си го видам јас. За каков документ зборувате, господине Чернодрински? Господ не е полицаец? Не вели два пати. Господ треба да знае се во врска со тебе и со Македонија. Ако му треба документ, ќе му ги дадам моите очи што попусто истекоа по книгите, библиотеките, патиштата, сиромаштијата. Кај Господа не се признаваат очите. Очи има секој. Кај Господа треба црно на бело. Црно писмо, бела книга? Кога ќе стигнеш кај него, пред неговиот трон, каде што тој седи сам и решава за судбината на сите народи и држави, на сите живи и мртви створови, на неговата пренатрупана работна маса.
Ќе оставиш неколку печатени работи, во кои тој сам те спомня. И верувај, Господ Бог нема да остане равнодушен. Например, твој дипломски труд за популарноста на македонскиот крал Марко. Ќе му го оставиш на неговата работна маса. Па тој нека се чуди. Можеш и да му запееш ако треба. Бидејќи надни и расплакано мајчиното млеко, ќе најде сила и ќе му запееш на Господа. И тој толку ќе се нажали, што може да проплаче. Ќе застанеш пред него и како од подземно грло ќе провикнеш на сет глас. Оди, Марко, по бели друмови и гора зелена. Ми наложил само тракалпака, ми засукал мрка мустаки, на еден мустак до 3 руна. Ми напуштил очи соколови и над ним веди пијатици. Чернодрински, прибидејќи ти пишуваш драми, нема да биде лошо да ми напишеш една пиеса што ќе ми ја посветиш мене. Според епската народна песна, Марко Крале ја купи силата. Нема ја што да напишам. Ти лично ќе му испееш на Господа кога ќе стигнеш. Тој е епичар по природа и ќе биде воодушевен кога ќе слушне дека еден народ, певец во својата устна традиција, му создал еден таков и би рекол споменик кој што гласи: и му вели крале Марко, без око да му трепне, крај да има мајка црна земја, с една рака неја ќе превртам, да ми слезе Господа од небеси и со него намегнат да излезам. Не викај толку, ќе зарипиш. Ти ја паметиш таа слика како Господ проблечен во старец, за да го прелажи Марко кралета, му е подметнал сета земја во една торба. А јас се прашувам сиот мој живот, гол и бос. Сакав ли да ја кринам Македонија во една торба? Па останав и без сила и без неа. И не заборавај дека Господ го благослови кралот Марко, како што утре тебе ќе да благослови Македонија, бидејќи му рече: пак да бидеш јунак над јунаци, ама ќе има појунак од тебе. Не ќе можеш само со јунаштвото да надбиваш незнани дели, а повеќе ними ќе надбиваш со итрини и со избавување. Јас бев во Санкт Петербург кога играше твојата македонска крвава свадба на македонски јазик во Софија 1900 година. Јас не знам дека тогаш ти постоиш. Не знам дека Македонија е лингвист што ќе ги растени патиштата на македонскиот јазик и на нашето право на судбина. Во историјата зборот судбина не постои. Постои само рационалноста. Е кога ќе се дефинира македонската рационалност, тогаш ќе биде возможно се. Како студент во Грац, сум прочитал од Наполеон рекол дека историјата нема ништо заедничко со вистината. Рекол дека историјата е лага што никој не се осмелува да ја оспори. Ти ја оспори твојата македонска крвава свадба. Јас ја оспорив историјата можеби, но таа ја оспори Македонија веднаш по востанието. И од трите збора на насловот останаа само крвта, прогоните и гробовите. Македонски беа причините за македонската револуција. Се додека не се создаде македонско национално единство на Балканот, предпоставките за македонска држава ќе се уриваат како кули од карти. Значи, затоа ти објави книгата за македонските работи веднаш по поразот на востанието. Софија 1903 година на македонски јазик. Не, ја објавив за да кажам дека во Македонија ќе се случи нов балкански феномен и дека зборот револуција ќе биде заменет зборот со еволуција. Дека србите, бугарите и грците ќе престанат да се годаат околу Македонија. Ќе сватат дека без слободна Македонија ќе нема цивилизација на Балканот. Ќе има само страдање. Да не би случајно, господине теоретик и рационалист, зборот страдање залутал во вашиот речник? Зборот страдање е доличен само за употреба како што сум јас, чирак трагичен. Откако видов во Балканските војни и поделбата на Македонија, дека никој не ги чита универзалните пораки, ниту во самата Европа, за кој Иван Карамазов вели дека најскапата гробница во светот, сватив дека нема место за идеализам. Вела дека театарот е училиште на животот. Никој не може да го отрече тоа. Но кои се учителите во тоа училиште? Никој друг, освен само обрачените,
и идеалистите, наречени карагюрджиите от Карагюз. Денеска, сите тие се учители. Но утре што знаеш? Може би ќе се наречат носители на светлината. Сакаш да речеш дека еден ден нашите сенки ќе произведуваат светлина? Еве, бидејќи не сакаш да го понесеш твој дипломски труд за популарноста на македонскиот крал Марко, ќе ти предадам една колекција од сенки, што прв пат ја видов од твоите очи кога се сретнавме. Ќе ти ги пуштам една по една и ќе те прашувам дали се сеќаваш. Еве ја првата сенка. Те гледам во висшата школа во Белград, на предавање, каде што велиш дека Македонија ќе биде прва самостојна земја на Балканот, ќе развие свој засебен македонски јазик, со македонска култура и со македонска книжевност. Се сеќаваш? Не се сеќавам. Втората сенка те гледам во Српското народно позориште, каде што се сочува со репликата македонска крвава свадба и реченицата Змија во легот. Змијата е нашиот меѓусебен раздор, а легот е Македонија. Се сеќаваш? Не се сеќавам. Третата сенка те гледам во Српското народно позориште, каде што се сочува со првите примероци од твојата книга за македонските работи. И се прашувам, дали ќе бидат повеќе тие што ќе сакаат да прочитаат таа книга, или тие што ќе сакаат да спалат таа книга? Се сеќаваш? Не се сеќавам. Четвртата сенка те гледам како го отвараш вестникот Автономна Македонија, во кој слепиот прилепчарец Марко Крале ја пишува песната. Отврв Пирин планина, очаен глас се слуша, Македонија плаче. Проклети тираш лета да видиш ти Европа, буннице Вавилонска. Добро, господине Чернодрийски. Што сте вие? Пејач, караѓозџија или драматург? Крсте, брате, проштевај. Јас само сакав нешто да понесеш кај Господа, да не одиш празен. Во што да понесам? Во мојот раскошен ум? Во него нема место, драг драматургу. Имам тумор во мозокот. Не гледаш дека умирам? Ќе умреме сите, кој порано, кој подоцна. Само сакам да ти кажам, да не заборавиш горе кај Севишниот, да му кажеш дека ти си носител на светлината. Немам никаква намера да кажам ништо. Еве, веќе го допирам мракот. Овде е мрачно и мрак ме обвива. Збогу. Татко, по-добро ти е. Синко, каде е мајката? Сега ќе дојде. Само што не стигнала. Те молам, подај ми една чаша вода. Само што една вода ме држи во живот. Сонцето, ти и мајката. Послушај ме. Кон водата додај ги планините и горите. Кон горите додај ги лисијето и тревите. Кон тревите додај ги цветињата. Кон цветињата додај ги боите. А кон боите додај ги птиците. Послушај ме. Кон сонцето додај ги звездите. Кон звездите додај ги планетите. Кон планетите додај го Создателот. Создателе, татко мој, зошто ме создади и кому ќе ме оставиш? Кон мајка ми додаја вашата љубов. Од тоа гнездо сум испилен само јас, без брат и без сестра.
Затоа, кон мене не додавај ништо. Јас сам ќе тргнам онаму каде што никој не стигнал. Уште и ќе го прашам Создателот. Создателе, ќе оставиш ли твоето чедо што мене ме создаде, да умира голо, страдно и босо? Создателе, ако те има, фрли еден поглед од крстот врз татко ми, крстета Петков Мисирков. Затоа, татко, кон мене не додавај ништо. Јас сакам само тебе жив да те гледам. Господ да ни е на помош, сине. Што туку заспа? Господе, што си сам на небесата, не заборавај ме. Мамо, Потивко, те молам. На скалите ја сретна докторката Давидова. Ми рече дека не се повеќе по прашање денови, туку сати или минути, сине. Таа така си зборува веќе 6 месеци. Оваа бела, нарака везана кошула, ја купивме од пазарот во Одеса, сине. Пред да се родиш ти, ќе му облечеме кога ќе се разбуди. А Петровденскиве јаболка, нив ми ги даде една жена на станицата од трамвајот ме средна. Рече, поздрави го мачти крстета од ќерка ми Михаела. Таа верила дека во животот не сретнала поучен човек од него. Сета своја наука ја собра во својот ум. И зашо? За ништо. Потивко, мамо, ти се молам. Така ми рече докторката Давидова на скалите. Душата може да му одлета во секој миг. Ако умре пари за ковчег, сине немаме. А камоли за закопна. Нема да умре, ќе оздрави. О, жива в земја да влезам, не се влегува. Од кого да барам, сине мој, кај кого да собратам? Војна да заврши, а само пустош остана. Софија е полна, бегалци, размаено население, сиромаштија, луѓето немаат за леп, а камоли за ковчег. Крсте, љубов моја странна. Сите држави ги поминавме заедно и на секаде само сенки бевме. Црна јас, ковчег што не можам да ти платам. Мамо, ако нема никој под сонцево кој да ни позајми колку за ковчег, јас, самиот, ќе се провикнам дури до небесата. Господе, ќе му речам, научи ме како да направам ковчег за да си го погребам својот учен татко, син на положена и во гробот на историјата распарчена Македонија. Болем ми лежи, болем, болем, болем. Тргни ми го револверот од пред очи. Овој револвер требаше да ти убие тебе. Не! Тој револвер стрелаше во Руската империја, бидејќи таа беше за вас олицетворена во Македонија. Господине Мисирков, не може да биде поистоветена Руската империја со еден руски конзул во овој балкански град. Овде е што се водат 7 политики во исто време. Убивајќи те тебе, може би Куршума требаше да постигне друга цел. Може би Куршума ќе убиеше македонската идеја. Бидејќи македонски идеја имало и ќе има многу, ама твојата беше во финална фаза. Без тебе Македонија ќе беше без дефиниција, без минато, без сегашност и без иднина. Ама, да бидам појасен, чинот на оваа подла смрт, освен со тебе, јас со никој друг не образувам ова. Господине конзуле, не заборавајте,
Таа летна ноќ гореше цела Македонија. Ние се враќавме во два пајтона од Буковскиот манастир. Но да... Турскиот стражар што уби стрелаше токму во вашиот пајтон. Јас не зборувам за пајтонот, зборувам за убиството. Во едниот пајтон бевте вие, а во другиот вашите деца. И не заборавајте дека јас бев учител на вашите деца. Ако турскиот стражар што ве уби стрелаше во пајтонот каде што бев јас, ќе беа ли поштедени вашите деца? То не е точно. Убиецот мислеше дека јас со моите деца сум вајни од пајтон, а прислужниот пресодава во другиот. Одбивам секаква друга предпоставка доколку ова не е во полза на фактот дека наместо вие бев убиен јас. Господине конзуле, дали вие знаете колку столетија наназад Македонија чекаше помош од Руската империја? Знаете? Знам. Знаете ли дека, ако не беше Македонија, Русија немаше од кого да го прими христијанството? Знаете? Знам. Знаете ли дека во мигот кога се слушна истрел што беше упатен компас, јас им раскажував на вашите деца за светите браќа Кирил и Методи, за тие апостоли на носталгијата по единството на истокот и западот? Знаете? Знам. Знаете ли дека Македонското научно-литературно друштво упати до Петроград меморандум за признавање на посебна македонска националност, посебен македонски јазик и за обнова на Охридската архиепископија? Знаете? Знам. Знаете ли дека јас патував со вашето мртво тело положено во лимен ковчег? И знаете ли дека, патувајќи си мислев дека ова е моја одисеја со убиениот руски конзул, може би значи доближување до народниот идеал? Јас знам се, видејќи сум мртов. Ама би сакал да видам што ќе беше ако куршумот наместо мене те погодеше тебе. Дали од лингвистичка гледна точка Руската империја ќе признаеше Македонија? Ако не за друго, заради некој император Александар и неговиот татко Филип, кој исто така убен во атентат. Па да не зборуваме и за усулунските атентатори, кои исто така ја прославија вашето име низ целиот свет. Па и во рускиот јазик има посебен израз – стрелба по македонски. Или што би значило движење на куршумот и целта во исто време. Или, како за пример, еве некој да те убие вака. Сергеј, ме убија! Ништо нема, мили татко. Соземи се. Јас сум со тебе. Каде е мајката? Што тука отиде? Каде отиде? Отиде да бара... Што да бара? Отиде на пошта. Да бара. Не да бара, туку да земе едно препорачано писмо. Од каде писмо? Од Стокхолм. Од меѓународното седиште на лингвистичката организација, што во своето списание објавува еден твој текст на идот јазикот. Не ми треба ни списание, ни писмо. Ми треба таа. Таа беше овде. Ти ја донеси спеглана кошулата што најмногу ја сакаш. И ти донесе Петровденски јаболка, што ти ги пратила твојата ученичка Михајла од Копривштица. Еве, земи едно јаболко. Мајка и на Михајла и рекла на мама дека нејзината ќерка во својот живот не сретнала поучен човек од тебе. Сергеј, исплотен сум. Жива вода сум сторил. Подај ми ја кошулата до десно. Татко те молам, подисправи се и подкрени ја главата за да ти ја сменам кошулата. Со оваа кошула ги држев предавањата во Санкт Петербург. Знам, во октомври 1903 година. Ти не беше роден, а што туку се враќавме со убиениот руски конзул истото лето во Битово. Татко,
Не ми кажувай за ковчег. Поентата не е во ковчегот Мил Мојсеевле. Поентата е во Санкт Петербург. Затоа што тоа не е град, туку духовна и архитектонска легенда. И таа легенда течеше низ крвните жили на мојата младост. Во неја го изградив генеалошкото степло на јазиците во светот. Татко, ти ќе оздравиш. Во очите гледам како се буди твојата младост. Ти ќе ја победиш болеста. Ќе речеш, ништо не е на кошула кога го допира смртното тело, а во неја е запишано се. Како што Александар Македонски сакаше да ја види изградена Александрија како престолнина на светот и да го однесе сето знаење во светот, така Петар Велики го изгради Санкт Петербург и се што беше најубаво во европските престолнини го отвори, го претвори во вечност во тоа ново огледало на Балтика. За да може сега Русија да погледа од Урал кон Атлантикот. Така, останаа гравирани сите велини на мојот младешки очи. Да видам сакам, шетајки како сенка по Ермитаж, по тој канал што ги носи имињата на Пушкин, Гоголј, Ремонтов, Достоевски. Има ли македонскиот дух своје значајско поле на мапата на Балканскиот полуостров? И може ли да се пронајде дефиниција по која трагаме, само ако сонцето не завали? Ох, татко, јас сакам да умрам слушајки ги твоите зборови. Сергеј синко, единствено што треба да сакаш слушајки ги моите зборови да живееш. Не треба да заборавиш дека јас тој истиот период пратив писмо и дека бев како пес гладен копајки по архивите и дека не ми кркореа цревата од пековната глад во Санкт Петербург. Јас немаше да научам санскрит. Во годините што ги поминав во тој град, во белите петурбошки ноќи, во кој единствен сведок ми беше сонцето што не заоѓаше. Еве, облечен во оваа кошула, тесно сврзана со моите спомени. Јас изреков една бела молитва и таа се претвори во книга. Ја нареков за македонските работи. Ах, татко, сонце, Божја светлино, те молам, смилувај се и спаси го. Ме слушаш ли, сонце, сонценце? Што се вели, така ми велеше тој нагалено за сонце на македонски. Имав само 7 години, кога едно августовско утро се врати од долг пат. Ме бакна в чело и ми рече: сонцено, го гледаш? Го гледам. Може ли тоа да биде поделено? Не. Не, реков јас. Исто е и со духот на Македонија. И тој никогаш не може да биде поделен. Извади од џебот неколку копејки. Слези и купи топол леп, да залепиме душа, па потоа ќе видиме. Јас тргнав по скалите и слушнав како му вика на мајка ми Екатерина. Ми мрзнат коскиве од студ. Си реков Тивко, на македонски, на руски. Сонце, сонценце, сонце, солнишка, како ќе не греш кога на татко ми му мрзнат коските. Тоа беше во август 1913 година. Госпожо Мусиркова, зошто сте седнале? Ангелски мила сестро, простете ми. Како што се качував по скалите, ми се сврзе. Немав веќе сила.
Простете ми што седнав. Јас бев учената да го видам. Малку е подобар вашиот ценет супруг. Јас имам чувство дека ќе се спаси. Колку се мили вашите зборови, сестро. И да не е така, човек ќе поверува. Но нозете ми се пресекоа. Спас од каде е си велам? Спасот прво на земјата, а потоа на небото. Ах, пуста земја, безценето душо Божја. Цела земја ја превртевме. И сега, качувајќи се по скалите, ги видов сите градови во кои се молев за неговиот спас. Така, на првата скала го видов рускиот град Берцијак, каде што беше гимназиски професор. Си рекол, руски граде, помогни ми да се качам на втората скала. Дишете длабоко, господин Мисиркова. На второто скалило се отвори пристаништето во Одеса и нашата свадба, во која ги видов неговите очи. Тогаш дојде да го притворат за некој неплатен долг што го имаше, за списанието што сакаше да го печати, а тој кутриот немаше пари. Тогаш се роди нашиот син и тој секогаш му велеше: сонце на тато. Дайте ми ги раците да ви ги стријам. Стојани ми се раците, господио. На третото скалило го видов бродот, во кој замина како воен дописник од балканските крвопролевања. Пред тоа заедно дојдовме, бидејќи секогаш ми велеше: Екатерина, и ти треба да ја знаеш Македонија, затоа што ти си љубовта, а таа е камен во моето срце. Потренете се, господин Мисиркова. Бидете љубезна, велувам, направете напор. На петтото скалило го видов градот Кишин, каде што дојдовме за еден каса леб. Си рекол: колку си голема земја и до каде ли уште ќе не водиш? Ставете ја десната рака околу мојот врат. Држете се цврсто, господио. На петтото скалило видов како светот станува една општа громница со Болшевичката револуција и со Првата светска војна. Држете се цврсто, господио. Се ќе помогне, се. На шестото скалило се најдов тука, во Александровската болница. Го видов неговото лице со смртен превез на челото. Ми идеше да викнам на цел глас: Крсте, љубов моја, поминавме заедно 28.000 километри. Ги прочита сите јазици, книги на светот. Научи живи и мртви јазици. Во сите нив ја бараше Македонија, но никаде не ја најде. Дојдете сега со мене, господин Мисиркова. Се ќе помогне. Вашиот супруг ќе оздрави. Утро му видов скриена насмевка на лицето. Тој ќе оздрави, сигурно. Болен ми лежи, болен, болен, болен. Дојдов да се поздравиме, пријателе Мисирков. Евтиме Пространов, ти благодарам што дојде. Со тебе како да дошол цел Охрид да се поздрави со мене. Фреските, иконите, езерото. Какви новости има од Охрид? Имам тажни новости. Ми пишуваат од Охрид дека водите во езерото се надојдени од сонзите на Македонија. А ти заминуваш, не се поздравуваш со никого. Евтиме, во мојот дневник од 21. јануари 1903 година јас напишав: Јас не сакам да го загубам својот живот, но што да се прави? Треба да се помирам со помислата дека мојот живот не е толку, дека ќе биде подложен на опасности што нема да ме размират. Ако не направам еден многу непријатен компромис со себе си. Јас не можам да заборавам дека се и должам на мојата татковина, дека слободата на мојата татковина е и моја лична слобода, дека уништувањето на безправието во неа е и моје лично ослободување. Следствено, ако ја окажувам честноста, должен сум честно да си го заслужам правото на татковина, ризикувајќи го својот живот во нејзина полза. Ете ја, на животот што ми е толку скап. Јас можеби ќе умрам, но не затоа што не го сакам животот, туку затоа честа и татковината ми се помалку скапа. Јас дојдов всушност да барам прошка од тебе, драг Мисирков. Јас напишав едно писмо за чие постојање ти никогаш и не дознав.
И тоа до бугарскиот министер-председател генерал Рачо Петров. Ти простувам без да знам. Не, сакам да кажам што напишам. Болен сум, брате, с пространно. Не можам сега да бележам вкусно тие епистоларни цитати. Пред да ми простиш, сакам да ти кажам дека во врска со твоето враќање од Санкт Петербург на Балканот, јас му ги напишав следни зборови на бугарскиот министер-председател. Господине министер-председателе, пишувајќи ги моите лични сваќања за иднината на мојата татковина Македонија, ги имам предвид големите опасности што се кријат во сепаратистичкото национално движење меѓу еден дел од македонската интелигенција, кој што зад тебе ги влечи македонските народни маси, особено во југозападниот дел на Македонија, со центрите во Охрид, Ресен, Битола, Прилеп. Овие моменти се пресудни за судбината на Македонија. Пропагаторите на движењето, мощно студиозно и со ентузијазам, се зафатиле да печатат книги, речници, читанки, историски учебници и граматики на македонскиот јазик. Но ако не се преземат соодветните чекови и не се протера Крсте Мисирков од Бугарија, тоа за кусо време ќе го опфати поголемиот дел од македонската емиграција. Еве, за ова сум дојден, да ми простиш за овие зборови. Од јас сум син на Македонија, а ти беше протеран и ти беше запален тиражот на твојата книга за македонските работи. И овој пример, што јас лично го сочував, сакам да ти го дадам, за кога ќе стигнеш ке Господа му речиш и тој да ти прости. Брате Спространов, гледаш, неподвижен сум. Нозете ми се пресечени, рацете ми се одземени. Кај Господа лета душата, а телото останува на земјата. На душата не требаат докази. А што се однесува за повторно протерувањето во Русија, не грижете се. Јас целиот живот бе протеруван, зашто и Македонија беше протерана самата од себе си. Јас станав свесен за тоа, уште на 9 декември 1903, кога Шангов напиша во бугарскиот вестник Вечерна пошта статија со наслов Македонска народност, македонска граматика, руски пронајдок. Во неја те нарече новиот апостол, кој што не е ни русин, ни бугарин, ни јудеец, ни елит, туку македонец, проповедник на една нова народност, без своји национални особености, без јазик, без граматика, без етнографски рамки. Името му е малку прозаично, пишуваше Шангов, се вика Мисирков. Господине Спространов, не грижете се за таквите клевети. Ви простувам и на двајцата. Тебе за писмото, а не му за текстот. А што се однесува за споредбата помеѓу поезијата и прозата, јас можам да се согласам со авторот на тие редови. Безсмртноста е прашање на душата како поезијата, а прозата е крвава историска стварност. Не и не. Во овој смртен час, јас инсистирам ти да се појавиш пред Господа на небото со уште овој цитат од Грашев од истиот декември во истата 1903. Овие лудори од немакедонски фрази, овие бркотници од немакедонска фонетика, оваа дилогика од искривоколчена синтакса ќе роди од пепелта Феникс од мозокот на Крсте Петков Мисирков. Оваа идеја се појавува уште во 1887 во рускиот реакционен печат. Иван Аксаков ги советувал своите воспитаници македонци да го изделат македонскиот литературен жаргон и да го зачујат светот со својата независност. До сега никој не ги разбрал. Неодамна чувме дека во Петровград се формирало студентско македонско друштво што ќе работи врз македонскиот јазик. Нема сомнение дека над овие идеи потфати работат многу поумни глави отколку оние што ние ги гледаме со просто око. Мисирков, вели Грашев, не само што станува председател, дури и директор на овие спекулации на Балканскиот полуостров. Како рече еден те дослушнав добро? Од пепелта Феникс. Од пепелта Феникс, од мозокот на Крсте Петков Мисирков. Од пепелта Феникс, во сега од мојот тумор болен мозок, повторно се раѓаат птиците мисли на моите сеќавања. Бидејќи македонската интелигенција действуваше не само во Санкт Петербург, туку и низ цела Европа, во Париз, Велин, Виен. Напишано е во книгата што ја држиш, брат. Сега ние не можеме да поќе да гледаме на себе и на својот народ како на еден младеченски народ без политичен опит. Ние поминавме веќе важни во своето историско развивање, веќе важни стадии кои можат да состават епоха
во историјата на кој да биде народ. Затоа земи ја од мои раце и понеси ја на твојот последен пат. Немам раце, брате Спространов. Немам нозе. Книгите се за наземје. Тргнат сум на небото да видам што запишал Создадател ка вечност. С Богом. Господи, ве молам, може ли да ми кажете во колку часот е следниот воз за Одеса? Доцна, ме чекаат учениците. Имам час. Ве преколнувам. Возот само што не пристигнал, господине професоре Мисирко. А учениците? Учениците и тие исто така се тука. Денеска ќе го проследиме зборот Сонце во повеќе групи јазици. Почнувајќи од санскрит, па движејќи се на изгрупата во европските јазици. Дали ме следите? Ве следиме. На санскрит за Сонце се вели сон. Запишете во левиот дел од страниците на вашите тетрадки. Таму пишувајте ги зборовите еден по друг. Значи, на лево, на простор од 2 сантиметри, еден по друг. Запишавте санскрит. Запишам. Возот за Берзјак. Ве молам, може ли да ми кажете кога стигнува на овој перон? Да, еве го стигнува. Но да продолжиме, професоре. Што се однесува за самиот извор, од кој се напојува изворот на лингвистиката, тој би можел да биде лоциран во храмот на 12 бесмртни божества, од кои прво меѓу еднаквите е Сонцето и се пишува со 2 букви. С и О. Запишавте С и О. Професоре Мисирко, ве молам, повторете го со побавно темпо, бидејќи не успеавме да запишиме. Всушност, како студент во Санкт Петербург, барајќи го македонскиот јазик, исчезнат први во времето на империјата на Александар, од кои се останати 30 на гласи. Јас тргнав по освојување на санскритот, кој е сместен во срцето на Азија, и констатирав дека тука се крие тоа прекрасно единство, што уште француските лингвисти го викаат «La merveille unique». Зошто јас не би можел да ви речам на македонски и на уште 1000 други јазици? Сестро, докаде е стигнато Сонцето? Бидејќи го испуштам возот од Санкт Петербург преку Солун за Скопје. Во Скопје. Да, во тој град од двете страни на Вардар, реката што Хомер ја спомнал во Илјадата пред 3000 години. Таму сакав да формирам универзитет. Докторке Давидова! Докторке! Мола? Професорот Мисирков ќе испушти душа. Не допуштајте да го испуштиме од раце тој блескав ум. Ајде да видим. Повелете, господице, кој ви треба? Видете, момче, вие ли сте синот на професорот Мисирков? Да, јасно.
Дали утро вашата господја майка му донесе јаболка Петровки на вашиот господин татко? Da, Тие јаболка се од нашата бабка. И од една голема јаболковица, која секоја година ради 80 товари петровенски јаболка. da. Ви благодарам за вниманието. Не станува збор за благодарност, туку просто чувство на вина, што не можеме да искажеме преку друга форма на внимание, освен со јаболка Петрошка. Нашиот единствен извор на приходи за ова 1926 година. Вашиот татко момче е еден светски блескав ум. Кон него сме сите должни ние. Како негови современци, каде што поминал дел од својот живот, кучувајќи ги земјите, каде што тој воопшто не стапнал. Зашто има многу земји каде што стигна неговиот дух, но не и тој физички. И јас сум дојдена со една таква прекоокеанска земја. Господице, кажете побрзо зашто ви треба татко. Зашто тој е во доста тешка состојба. Тој само што не умре. Не, тој не смее да умре пред да исполни врската кон мене. Значи, ако тој умре, јас ќе се обесам во истиот миг. Не ве разбирам. Кажете зашто всушност станува збор. Еве сега како беше. Ке ви стане јасно се. Во дворот на гимназијата во Копривштица, пред влегување на часови, пред 5 минути, пред големото звонче, јас исполнував соло песни и оперски арии од Шуберт, Белини, Чајковски, од репертоарот на светските класици на оваа уметност. И јас станав на широко познат, би рекла надолго и на широко. Во тој двор ме вика Михаил, оперската дива што го опира. Едно јануарско утро, или точно 6 месеци од тогаш, ми пристапи вашиот ценет татко и ми рече: Михаила, јас ќе напишам препорака до Музичката академија во Бруклин, Нью Йорк, бидејќи пред вас стои голема идеја. Господице, јас морам веднаш да се вратам кај татко. Секој миг тој може да го напушти овој свет. Никако не доаѓа пред да го напушти овој свет без таа препорака. Еве, ако треба јас ќе појдам до неговиот болнички кревет. Ќе запеам, па ако треба да се потсети, ако ми има заборавено. Но ве молам, јас се ќе му пренесам, но неговата состојба е крајно критична. Крајно критична е мојата потреба од таа препорака. Потсетете го, речете му, само 3 реченици по англиски од професорот Владимир Долгоруки и неговиот пријател од Санкт Петербург, кој што сега предава во Музичката академија во Бруклин. Само да имам таа препорака, па ако треба, пеш ќе тргнам за Америка. Европската историја е крајно критична за моите гласни жици. Бидете уверена, господице. Јас се ќе му пренесам, но јас морам веднаш да одам. Морам веднаш да одам. Доктор Гедавидова! Извинете, дали ја видовте мајка ми Екатерина Мисиркова? Млад господине, ве молам застанете во редот, зарем не гледате тука колку има болни. Јас длабоко се извинувам, но татко ми умира и сака да ја види. Судбината на вашиот татко е во Божи раце. Ние сторивме се. Такви тумори со хируршка интервенција веќе ги отстранува американската и европската медицина. Всушност, вашата мајка беше дојдена тука да бара помош за погребните трошови. Ама ќе ви го кажам тоа што и го кажав и неа. Јас, како докторка, можам да се заложам за болничките трошоци, а погребните трошоци спаѓаат во секторот на господин Рашидов. Сите социјални случаи ги решава господин Рашидов. А како што знаете, целиот Балкан е социјален случај. Една светска војна заврши, а другата само што не почна. Се прашувам дали не е привилегија да се раѓаме мртви отколку живи. Ве молам, обратете се кај господин Рашидов во соба број 44. Одам веднаш, одам. Болен ми лежи, болен, болен, болен.
Святи Боже, святи крепише се и на небеси. Много е лета, рабо Божи ми църков станува. Простете, Ваше Високо Преосвещенство, но аз не можем да стана. Драг Мисирко, дојдени сме во врска со твојата идеја за отварање на Скопски универзитет. На денот на светите апостоли Свети Петар и Свети Павле во црквата Света Богородица во Скопје се одржа народен собир и предлогот на Петар Поп Арсов беше поздравен со аплауз. Ечеше цело Скопје. Много ја лета, много ја лета. Драг Поп Арсов, ви честитам с изборот од страната на Вилецката управа како главен инспектор во Скопје. Значи, треба да и се заблагодариме на високата пулта за довербата кон вас. Вашето присуство на многу европски универзитети ќе ни помогне да ја присобереме македонската интелигенција, распрсната на исток и запад. И тогаш кејчат боголюбивите зборови на Свети Климент Охридски по милоста на Господ наш, Исус Христос, и ќе ги упати младите со писмо кон спасение. Амин. Се сеќаваш, драг Мисирков, на зборовите што ги објави во јануари 1892 година во списанието Лоза на младата македонска книжевна дружина. Само еден поглед е доволен да се видат ужасните потреби на Македонија. Поради последните политички настани на Балканот и географската положба на Македонија, сега таму се собрале сите можни надворешни елементи кои, воодушевени од своите поразни планови и интереси за нашата татковина, забрзано го големуваат антагонизмот кој и онака постои во државата. Само еден силен отпор може да не заштити од грабежничките посегања, но при денешната наша ситуација не можеме да се дозволиме такво дело. За тоа се потребни сили, а нашите сили се разнебитени, раздробени. Треба, значи, да се собериме во една општа сила, сила народна, ако сакаме да ја заштитиме иднината на нашата татковина. Тоа треба да биде стремежот на секој што оде чувствителен македонец, каде и да се наоѓа тој. Не, јас се сеќавам на уводниот текст во Лоза, каде што беше цитиран Софокле. Ништожник е онај што има подобар пријател од својата татковина. Много ја лета. А јас се сеќавам за зборовите на покојно македонски барон Константин Бели што ги искаже во Виена. Знам дека беа потресни. Срцето ти се откорнеомни. Се сеќавате ли, господине Мисирко? Ги знам наизуст, а во последните своји минути стреснати умираме мощне на жалење и сладката наша мајка не облекува траур за нашата смрт. Ниту пак молитвите на нашите браќа не предржуваат. Татковината не отврла како недостојни чеда за незината љубов. Со зборовите, мавни се од мене изродот. И нашето потомство ни го очувствува и равнодушноста со зборовите. И жив беше безползен и умрен достоен за осуда. Бароне Константин Бели македонец од Виена, еве ти симнувам капа и ќе ја симнам шапката од Петар Поп Арсов. Си го рекол ова во Виена пред еден век, а јас го велам сега овдека и ми иде да умрам од смеја, што тоа толку многу е вистина. Еве, јас ќе ја симнам круната на владиката Гологанов, колку што се вистина тие зборови. Замислете што му напишал архимандритот на Неопит во Народниот собир во црквата Света Богородица во Скопје. На 11 јули 1910 година во врска со нашата идеја за Скопски универзитет. Замислете да се сдружат заедно Мисирко Бештината на господин Крсте, сепаратизмот на неговото високо преосвещенство Теодосија и автономштината на господин Петар Поп Арсов. Замислете што може да направат. Ништо што може.
Добар ден. Добар ден. Седнете, господио. Господио, откаде е родно вашиот синец обрук? Родена сестро, од едно место што целиот свет го знае. Каде е тоа место што целиот свет го знае? Тоа место, сестро, е македонското село Посто, што е истото место каде што си стигал градот Пела, престолнината и главниот кралски град на Александар Македонски, најголемиот освојувач на сите времена. Значи, ништо не е случајно под овој небесен свод. Како дете ми раскажуваше Екатерина, јас играв по истите ливади по кои јавал кон најголемиот император на сите времена. Тој напамет ги знаеше мозаиците, статуите, столбовите, храмовите, се знаеше во Пела. Уште во 1900 година тој бил водич низ Македонија на една научна делегација од Руската академија што е предводил академот Кондаков. А пак академ Лавров му рекол дека е многу среќен што на почетокот на 20 век познава еден млад македонец што знае исто онолку земји јазици колку Александар Македонски што освоил земји. Во неговиот ум протекуваа милиони зборови, речиси на сите светски јазици, но Пела остана единствената престолнина која лежеше во неговото срце, во која се приклучив и јас и нашиот син Сергеј. Тој секогаш ми велеше: Екатерина, кога ќе умрам, закопајте ме во Пела, барем мртов да лежам во престолнината на античка Македонија. И потоа? И потоа ништо. По поделбата на Македонија, во Балканските војни, ми рече: ако е погребана Македонија во самата себе, тогаш воопшто не е битно кај ќе бидам погребан јас. И потоа? И потоа еве, сестро, часот си наближува, си велам, да има една Божја сила во невидлива птица да ме претвори. На гроб со неговото мртво тело да се положам во неговата гробница. И потоа? И потоа ништо. Се било едно големо ништо, а едно големо нешто. Сега, како црн камек ми лежи овде на теменот. Тој секој миг може да умре. А јас кутрата жална кугавица, пари за ковчег нема. Не ковчег, туку кочија за вас ќе порачам јас. Не ковчег, туку кочија со која ќе отпатувате низ земјите на вашата љубов. Не ковчег, туку кочија ви се молам. Сестри, порачајте кочија со 4 јазга бели коња. За љубовниот пар, скрсте и Екатерина Мисиркови. Ангелски мила сестра. И замолете ја смртта да го одложи својот суден час. Господјо Мисиркова, ништо не е невозможно за Господа. Верувајте. Болен ти лежи, болен, болен, болен. Крсте, извини си, ја заборав шапката. Се мисија, еве, кај ќе одиш Гологот, Нова Горештина, туку извини, заборавив да те прашам. Што станува со Македонската револуционерна организација? Прав и пепел се е сторено. Кој е правта, кој е пепел? И правта и пепелта се наши. И едните и другите се наши, а се однесуваат меѓу себе како крвави непријатели. Врховисти и централисти. Обединувачи и разединувачи. Десни и леви. Лажни демократи и вистински демагози. Сите се во смртоносно тешки спорови со минатото, а сите се слепи за еднината Македонија. А Македонија е претворена во бездомна кучка, која што не може да си го отплакува своите деца, зашто не знае кој кого убива и во чие име. Братски нож ќе заигра и братски пиштол, а еден против друг. Значи, едни наваму, други натаму, така? Едни наваму, други натаму. А Македонија? Никаде. Знаеш ли како почнаа ни испеваат на Балкан? Македонци, мили конци. Кој со нив? Гајки крпи, без гајки остана. А што станува со Гоце Делчев, македонскиот Гарибалди?
Како не знаеш? Убиен е Делчев пред 23 години. Предадено наши, а убиено нив. Не, знам. Ама од кога го добив тумора во мозокот, почнав да ја губам меморијата. А каде е даме Груев? Убиен е Груев. Предаден исто така наш. Може би на тој свет таму ќе се реализира идејата за подземна република. Каде е Никола Карев, председателот на Грушевската република? Предаден исто наш. Го убија пролетта на Великден, 1905. Каде е Борис Сарафов, шефот на македонската дипломатија? Без држава. Го убија нашите, 1907. Каде се солунските атентатори? Орцето, Пингов, Шатев, Трчков? Се испосамувија сите и напиша епитав за слободно на Европа. Ја забол Европа. Остана само Шатев, кој како сенка се движи помеѓу Цариград, Берлин и Москва. Каде е Сандански, Пиринскиот цар? Одавна царува мртов. Во неговиот гроб Мороженскиот манастир. А каде е Ѓорче Петров? Извини, брате Попарсов, додека те слушам, туморов ми расте и го чувствувам како ми слегува по очите, по лицето, по телото. Кажувај ми уште да видам дали цето моје тело ќе биде прекриено со црната македонска меморија. Кажувај ми да видам дали по таа Македонија по која сонував не е всушност прашање на мојата душа, која може да одлета во секој миг. Кажувај ми, брате. Некни се наполнија 5 години од убиството на Ѓорчето Петров. Македонија, брате Мисирков, е претворена во црна берза на крвави филијали. Акционерите колваат од незините живи рани. Паѓаат македонски глави насекаде, едни од други убиени, а сите наши. Родовите се полнат во женова преку океанот. Македонија се празни самата од себе си. Веќе сите светски мировни конференции потврдија дека немаме критична маса за создавање своја држава. А сега почнавме да се убиваме низ Европа. Лани во Бург театрот, во Виена, пред Скала ди Милано, на Карловиот мост во Прага. Секој утро станувам и си викам денеска ми е редот мене и се уште не сум убиен теоретски гледано, но реализирано во истребувачка крвава прага. Нашето движење е равно на самоуништување. Попарсов, почекај. Туморов ми е слезен да упробава, зашто си го проплакав мајчиното млеко пишувајќи дека сите треба да се соберат околу една национална програма. Ако антагонизмот го дели македонското битие, ќе дојдеме до сега ни една ни видена, ни чуена историска перспектива во Европа. Ќе има Македонија, а ќе нема македонци. Крсте, извини, си ја заборев шапка. Земи си ја, кај ќе одиш Гологов Нова Горешкина. Барем ако страдат денеска во мене, да не бидам голов. Димитрија Чупов. Димитрија Чуповски. Од каде доаѓате, председателе? Доаѓам од име на другарството и на македонската колонија во Санкт Петербург да се збогуваме, господин. Што си вака натоварен, ќе ми испраќаш во Америка? Мораш се да помислиш. Вестници, декларации, меморандуми, карти, статии, говори во домашниот меѓлис, во рускиот, германскиот, францускиот, италијанскиот, дури во јапонскиот парламент. Се во прилог на независна и неделина Македонија. Господ Бог, Севишниот, сполај му нему, мора да види и да се обседи, зашто револуционерна и страдана Македонија нема поддршка во својата воля. Господине Чуповски,
Веќе имавме вакви слични барања од разни представници на македонската интелигенција. И се прашувам дали вие сте нормални или не сте. Та мислите ли дека Македонија ќе се одбрани со неколку исечоци од весници и со архивска граѓа што јас лично ќе му однесам на Господа? Сите ние сме нормални со самиот факт што тебе ти се обраќаме да одбраниш македонската кауза пред Господа. Замисли, ако Господ не зборува македонски или бугарски или турски или руски, кој од нас може да се разбере со него сем ти? Ти самиот еднаш ми рече дека Господ сигурно зборува само сански, па ти си единствениот македонец што научи сански, што значи ти си избран од лингвистички причини. Докторке Давидова, може ли нещо да се направи, за да биде спасен? Знаете ли що, сестро? Застанете малко. Знаете ли колко хиляди години медицината се бори за смъртта? Не. Исто толкова хиляди години, колко що религията се помирува со смърт. Во случајот на господинот Мисирков состојбата е совршено јасна. Големината на неговиот тумор е обратно пропорционална со секаква надеж. Значи хируршката интервенција, како што кажавме, беше возможна пред неколку месеци, и тоа во некој од европските центри или пак во Америка. Ама кој ќе го платеше тоа? Гледате, неговата сопруга и синот не знаат кој ќе го плати ковчегот. Јас кога прв пат ги видов, мислев да ми се обратат на државата за помош. Ама на која држава? Тој лингвист на еден јазик без држава. И вие знаете дека македонците на Балканот се најголемите идеалисти, но сепак немаат држава. Господинот Мисирков е символички пример за нивното немање држава, и тоа по две основи. Основата по која хируршки не може да биде платен ковчегот и основата по која не може да биде спасен. Тој судбоносно ги покрива сите делови на Македонија по несината подела. Роден е во делот што им припаѓа на Грција. Умира во Бугарија, а неговата дејност пред се беше поврзана со македонските градови, Битола и Скопје, што сега се кралство Југославија. Меѓутоа, извинете што ве прекинувам, но тој знае 26 светски јазици. Тоа е негов проблем. Никој не го тера да учи. Јас познавам бројни евреи од светската духовна елита, кои насекаде по меридијаните, па и на Балканот, низ вековите се бореле за независна држава. Но таа се уште не е формирана. Може би сето ова ќе ви звучи пристрасно, бидејќи јас сум од еврејско потекло. Но случајот на господинот Мисирков го поврзувам со Теодор Херцел. Тој умрел на 44 годишна возраст во Вилна. Тој е основач на модерниот ционизам и автор на книгата Der Judestan или еврејска држава, за која бил критикуван од нееврејските интелектуалци, но и од самите евреи. Внимание! После тоа доаѓа објавувањето на делото за македонските работи од Крсте Петков Мисирков. Ние евреите на нашиот празник Пасха повеќе од 2000 години се поздравуваме со зборовите: до година повесели да се видиме во Јерусалим. А Јерусалим е далеку. Теодор Херцел е роден во 1860 година, а умира во 1904 година. Патуваше секаде на Балкан. Познаваше многу луѓе, се познаваше со Ѓорче Петров, со Рафаел Камхи, и јас лично го познавам. Може би и Мисирков си имаше сретнато со него. И затоа велам дека македонците и евреите се слични народи. Не велам дека само македонците и евреите се трагични народи, немаат држава, ама секој си плачи на својот собствен гроб. Јас никогаш нема да заборавам една сцена од моето детство. Беше поврзана за Охрид и за Македонија. Тоа беше веднаш по Римденското востание, кога македонците за прв пат објавија Слободна република. Тие ги повикаа сите народи: албанци, срби, власи, турци, за заедно да ја градат независна Македонија. Но тоа траеше само 10 дена. А пак во Охрид, кај семејството Коломонов, едни мои роднини, една група старци пее една македонска песна. Никогаш нема да ја заборавам. 1762 лето. Ке ми бидете сираци,
Така пишуваше. Дојдете да ве гушнам за последен пат. Ми кажа дека ја напишал некој флигарец, Прличев. Го викале втор помен. Но јас мислам дека за Мисирков одговараат најмногу зборовите на францускиот дух, Жан Журес. Копуци сиромашки како што сме. Единственото богатство што ми останува е татковината. Дали сум јасна, драга милосордна сестро? Вашите солзи, благородна сестро, нека ви полеат душите на сите идеалисти без разлика од која религија се. И да побрзам, зашто смртта ќе не префтаса. Тука не може ништо, ни религијата, ни смртта. Болен ми лежи, болен, болен, болен. Крсте Петков Мисирков, Македон Пелски, разбудете се. Професоре Бодуен де Куртене, Иван Игнат и Нецислав Александрович. Мојот идол, еден од најголемите лингвисти во светот, дојде да ме посети на смртната постела. Крсте Петков Мисирков, Македон Пелски, дојдов да се поклонам. Најомилен професоре мој, зошто да се поклоните? Јас сум никој и ништо. Само еден од вашите студенти во Санкт Петербург, што го пиеше секој ваш Бог, а бескрајна беше жегта моја. Во амфитеатар, каде што ве слушам, вие и воздухот го претворавте во лингвистика. Моите искинати алишта, мојата искината душа, се прекриваа со кралската круна на вашето знаење. Употребихте вистинскиот израз, кралска круна. Таа кралска круна јас ја видов на вашата глава. Бидејќи, кога ме прашав каде сте роден, и кога ми рековте каде доаѓате од Македонија, и дека сте роден во Пела, каде што е роден Александар Велики, најголемиот император на сите времења и првиот визионер на светската споредбена граматика. Јас реков: Господе, како се благодарам што ми го испрати ова момче. Крсте Петков Мисирков, Македон Пелски. Во време во кое, во моите долги патешествија по универзитетите во Варшава, Прага, Берлин, Лајпциг, Казан, токму овде во Санкт Петербург, по моите денонокни потраги по основата на езиците во светот, да го видам живиот пример за мојата се уште недоформена идеја за фонетиката и психолингвистиката. Во моите дукции на езичните елементи. Фонемите, грофемите, синтагмите. По повеќе илјади години разлик од санскритот најдо европските езици. Господе, како се благодарам што го открив меѓу моите студенти. Момчето кој што го носи ореолот на првата јазична реформа, наречена Којне, од Александар Македонски. Роден во исто место со него, а сега мој студент. Тогаш, кога вие ги изговорите првите зборови, мене ми се јави помислата дека ако не ме сретне вас, никогаш немаше да формирам нова лингвистичка дисциплина, која нареков антропофонетика. Антропо сте вие. Фонетиката е секој глас. Значи, антропофонетиката сме ние. Бидејќи, освен луѓето, гласовите, раѓањето и смртта, нема ништо друго што може да детерминира историјата на езиците во светот. Професоре Бодуен де Куртене, Иван Игнат и Нецислав Александрович. Ќе ве прашам само едно. Како можеше да исчезне античко-македонскиот јазик? Знаете што? Драг мој, Крсте Петков Мисирков, Македон Пелски. Со самиот факт што вие го поставувате тоа прашање, а истовремено пишувате книга овде во Санкт Петербург за македонскиот јазик, тоа значи дека археологијата на гласовите не постои во природната меморија на пейзажа. Се наследува во вас, а тоа се вика морфонемикс. А за да бидам појасен, ќе ви кажем на моја интимна приказна. Во моите истражувања за езиците, секогаш мислев на една позната реченица на францускиот хемичар Лавозие, поради која француската револуција во земјата на моите предци е одведен во гилотина. Rien ne se crée,
Rien ne se pravi. Tout se transforme. Професоре, го дојде куртене Иван Игнати Нецислав Александрович. Пред да дојдете, сонував нешто многу интимно, нешто што нема никаква врска со мојот живот. Сонував дека сум се претворил во некој графички знак, што го означува зборот сонце на кинески. И се пишува еве токму вака. Неговата фонема е Ж. Што би можело да значи тоа? Драга господи Катерина, пристигнавте? А господинот Рашидов? Што господинот Рашидов? Господинот Рашидов од името на болничката управа ми пренесе дека ако не најдеме решение за мртовечкиот ковчег, во краен рок рече тој дека ќе треба да се подпишеме со силни Сергеј за сецирање на неговото тело. Драга госпожа Екатерина, не грижете се. Ние сме со вас. А знаете, прекрасна душо моја, тој ми велеше неодамно, уште лани летото. Има еден стар македонски израз што вели: цел земји ќе лежам, откако ќе умрам заради некоја голема болка. Тој ми велеше: цел земји ќе лежам, љубов моја, затоа што не ја видов Македонија слободна. Ми велеше: тоа одговара и на мојата социјална, историска и психолошка состојба. Тој секојаш ми велеше: нам, македонците, единствена униформа ни е нашата кожа, затоа што немаме држава. Ние сме универзалисти. Господ ни ја дал кожата, само ние ја имаме. Затоа единствено гол се чувствам македонец. Дури и ти, што си русинка по раѓање, кога те гледам гола, те чувствам македонка. Јас го сакам бескрајно неговото тело, му веле. Сакам да умреме голи во бегство и во слобода, каде што нема јазици, држави и граници, каде што има само птичји пој. А болничката управа сака да го сецира. Драга госпожо Екатерина, еден е Господ на небото. Кај него, единствено со помош на вашата љубов, тој ќе отпатува каде што мајка му го родила и ви го подарила со благородно срце и љубов. Докторке, за пациентот во соба 203, дадете им аналгетици. Госпожа Екатерина, скрената наслевка што ја видов утrinава на неговото лице ми дава надеж. Сигурна сум дека во таа наслевка зборуваше за вашата љубов. Понекогаш на болести е потребен само еден лик за се да помине. Вие што викате, докторке Давидова? Да, понекогаш се е возможно. Да влезем. Бог да го прости крстот као присилка. Татко Најзак, раде мој, Крсте, пари за ковчег нема. Докторке Давидова, стигна две писма за Крсте Петков Мисирков. Првото писмо од Коприштица. Советот на гимназијата од Коприштица известува дека Крсте Петков Мисирков е отпуштен од работа.
Леле, луѓе, каков сон сум сонирал. А при овој овде Мисирков ти бил многу важен човек. Тешко мене кога не сум ги знаел овие луѓе. Очигледно дека без овие овде ќе не немало и нас. Ајде сега да ги поздравиме со аплауз.